Почитувани, да немаше идентитетски барања за повторно редефинирање на македонскиот народен идентитет и јазик, немаше ниту да има блокада од страна на Бугарија. Блокадата од Бугарија не е заради економската, еколошката, здравствената или земјоделската политика на Македонија, туку заради нивните барања да не се признава постоење на македонскиот национален и јазичен идентитет и континуитет пред 1944 година. Блокадата е заради јасно дефинирање на барање на Бугарија во нивната државна надворешна политика, утврдена во нивното собрание. По логиката на Заев, Бугарија смее и треба да има своја државна резолуција за Македонија, а Македонија не смее и не треба да има државна резолуција за нашата Македонија. Собранието е највисок државен орган, кој единствено го има правото да ги утврди насоките во надворешната политика. Бегањето од јавноста во утврдување на национални и државни позиции, бегање од собранието, јасно зборува за спремноста на Зоран Заев да нуди, да тргува и да отстапува токму за оно што го бара Бугарија. Секој дневни стана изјавите, барањата и позициите на Бугарија кои навлегуваат во континуитетот, засебноста и сувереноста на македонскиот етнички јазичен идентитет. Резолуцијата која нудиме е одговор на блокадата, одговор на негирањето и одговор на лошите политики кон Македонија. Собранието на Република Македонија има обврска да ја гарантира европската перспектива на државата заедно и еднакво со заштита на нашите човекови права за самоопределување и правото на сопствен идентитет. Резолуцијата која нудиме не е авторски текст на ВМРО-ДПМН. Таа е документ за кој веќе постои највисок научен и општествен консензус. Формулациите и дефинициите се плод, умот и мудроста, совеста и искуството содржани во МАНУ, УКИМ и МПЦ. Државата и незините интереси и карактеристики не е приватна тезга на никого, па ниту на Зоран Заев. Веќе 4 години и покрај сите капитулации и отстапки, јавови се обидите на Зоран Заев да ја обезбеди на Македонија европска иднина. Нашиот предлог е да се повикаме на највисоките научни авторитети, најдобрите професори, совеста и мудроста, што МАНУ, УКИМ и МПЦ се нашле повикани да обзнанат свој став за македонскиот јазик и идентитет. Тоа го направиле зашто сигурно чувствувале дека е загрозен идентитетот. И ние, граѓаните, и јавноста, веруваме во потребата да се донесе национална позиција. Токму каква што виделе овие три највисоки научни и општествени фактори. Секоја сериозна држава поставува граница на сопствената надворешна политика и сопствените црвени линии. Бугарија тоа го има, но Македонија го нема. Зборот и ветувањето на Заев, простете, но не вредат ниту тронка. Нашиот предлог е политичките партии и Собранието на Република Македонија да постигне консензус врз основа на научен текст и дефиниции. Нашиот предлог нема политички формулации, нема партиски позиции, нема лични агенди, но има гаранции за македонската засебност, за македонската историја, за македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Ако тие не се доведени во прашање, како што вели Заев, зашто бега од нивното утврдување на највисоко државно ниво? Што е проблемот што го мачи Заев да не застане пред собранието и да ги потврди уште еднаш, посебно имајќи ги во предвид секојдневните и тенденциозни напади од страна на Бугарија, но и секојдневните и можеби неслучајни изјави од другите европски политичари. Ако СДСМ не се согласува со текстот кој е напишан од МАНУ, од УКИМ и од МПЦ, слободно нека каже во кој дел, што е спорно или што е неточно во текстот на овие три јавни институции. Но ако има согласно за тоа што е црвена линија, она што е наш идентитет и јазик, тогаш нема ниту една причина оваа резолуција да не е прифатена. Ако имавме во минатото државен консензус за националните прашања, позицијата на секоја влада до сега ќе беше многу посилна. Немаше народот да има оправдано чувство дека премногу се дава, а за возврат Македонија ништо не добива. Овде не се работи за ВМРО-ДПМН, туку за потребата да се заштити идентитетот, јазикот и нашето достоинство. И не е важно ниту ВМРО-ДПМН, ниту СДСМ, ниту ДУИ, ниту било која друга политичка партија. Правењето на ова значи противењето на ова значи и оставање простор за пазар. И секогаш кога настапувала пазарчиската дипломатија, за жал Македонија губела. Затоа оваа резолуција е работа кој треба да се обедини Македонија, да го прифати гласот на македонската наука, да се дефинираат и да се заштитат гаранциите на црвените линии за нашето постоење како македонци. Оваа резолуција е прифатена од јавноста, потреба и е само политичка поддршка. Нашиот повик е да покажеме дека можеме поинаку, можеме совесно, можеме достоинствено и се разбира и можеме обединето. Благодарам. Ако имате прашања, повелете. Што ќе направите сега?
оглед на фактот дека СДСМ веднаш се огради од резолуцијата која вчера ја понудивте, рекоа дека не е потребна, дека црвените линии за идентитетот и јазикот се познати, се утврдени. Што ќе превземете сега? Од друга страна, Мицкоски вчера на прашање одговори дека не е потребна лидерска средба во однос на резолуцијата, односно, ајде да речеме, средба лидер со лидер токму за ова прашање. Благодарам на прашањето, многу интересно прашање, но да оставиме простор за оваа резолуција да влезе во собранието, да се дебатира, да се разговара и да се најде начин да се прифати. Може би они без да прочитаат ништо од прва све одбиваат, знаете зашто? За да се покаже дека се они единствените што може нешто да преговараат, да договараат и дека се единствената политичка партија што нешто може да направи. Но не е така. Ние видовме дека Зоран Заев може све да пазари во оваа земја. Може све да тргува и да се однесува како трговец поединец. Да дадеме шанса. Ова јас го кажав и во пресот. Ова не е само на ВМРО ДПМН резолуција. Ова не се работи сега моментално за некоја иднина на некоја политичка партија. Дајдете малце да бидеме над партиите, да бидеме она што секој го чека од нас, да бидеме за државата. Да направиме национални линии за никој да не може да се поигрува со нас, а од друга страна секоја влада, па дури и оваа влада, да знае докаде може да оди, докаде да се преговара. Ќе им се олесни, ќе биде многу подобро и се разбира, ќе кажам уште еднаш, ова не е резолуција на ВМРО ДПМН, ниту на СДСМ, ниту на ДУИ. Збориме за резолуција која ќе ги обедини сите политички партии.